Macedonia. Почитувани гледачи, добар ден. Денес се наоѓаме во населеното место Пробиштип, односно во негова близина, каде ќе гостуваме, односно наш гостин ќе биде господинот Виктор Ѓоргиев од Пробиштип. Тој учествуваше на едно првенство во наша соседна земја Грција, нели? За што станува збор, набрзо ќе откриеме во текот на овој интервју. Па ќе поразговараме накратко, нели, во врска со тој куп. Добар ден. Добар ден. Како се осеќате после овој настап што го имавте во Република Грција? Па добро. Добро. Таму успеавте да освоите највисок трофеј, да кажам, од тој надпревар или пехар? Првото место на Европскиот куп, кој што се одржа во Грција, поточно Серес. Така. Значи таму се одржа 28-миот куп на утакмица на зајак, во која што учествуваше Македонија како репрезентација и успеавме да го освоиме првото место. Колку учесници имаше од нашата земја? Ние како репрезентација од Македонија бевме четворица. Четворица, така. Со кој вид на загари? Значи ние бевме двајца такмичари, Така. кој што едниот е од Лабуништа, Фете и Бушовски, а тој беше со српски гонич, а јас Виктор Ѓоргиев со посавски гонич Бони. Така. Нешто повеќе да ни кажете како течеше надпреварот? Па, тоа на Европскиот куп, на утакмица на зајак, правилата се многу строги. Така. Значи, се такмичиме со кучиња кои што се добро обучени, бидејќи тие се од земји кои што кај нив нивото на овој спорт е На високо ниво. на многу повисоко ниво за разлика од кај нас. И меѓутоа ние успеавме да покажеме дека располагаме со добри и квалитетни кучи.
Со кои земји учеснички беа, пака наброите неколку Па, еве, од тие по... Па таму беа Швајцарија, Италија, Грција, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и уште многу Сте други. имале силна конкуренција. Многу силна конкуренција. Колку учесници рековте дека беа на ова првенство? 24 земји. 24 земји. Така, нешто повеќе начинот како тоа на кој терен ловевте, на издавањето на терени. Па на европскиот куп секој такмичар има посебен терен. Значи тоа на секој такмичар има влечење. Се организира жребки, така? Да, се организираат жребки. Кој тоа го влече? Си има комисија? Има комисија и судии. Судии, од каде се судиите? Од Па судиите Грција или се? не, судиите се од цела Европа. Така. Значи судиите се од цела Европа и таму зависи како и на кој терен ќе ти излечат да се такмичиш. Така, на колку терени се одбиваше првенство? Секој куќе има посебен терен. Колку пофаќа тој терен од прилика површината? Огромни терени, значи тоа се терени Така. за секое куќе, да речем посебен град што има терен. Теренот секако е богат со зајак, така Да. има. Секој терен значи има зајак. Тоа е и суштината на утакмицата. Значи куќето да го најде и За колку време, тоа е поврзано со времето, за колку време треба да најде? значи секое куќе од првиот лавеш кога ќе се јави, значи тоа времето му се мере до 10-та минута, значи тоа треба да Да го пронајде. го пронајде и да го подигне дивечот. Тоа е зајак. Цело време треба да клјавка, што викаме ние, да лае по трагот Значи или? тоа тука се бодува, значи тоа треба што поголем штекет ќе има Така. во минутажа, значи повеќе ќе биде бодувано куќето. Така, и како... Значи сега ќе зборувам малце за мојаво куќе. Така, па тоа сака ви да ве прашам. Како се вика куќето? Моето куќе се вика Бони Бони, така. и тоа е моето куќе имаше добар резултат. Со тој резултат успеав да го освојам и првото место на европскиот куп Во Грција? во Грција. Значи минутажата му беше 73 минути. Од првиот лаеш? Значи пун штекет, Така. во гонење на зајак, со кое што имаше прекид од 3 минути. Тој прекид беше малце не беше од природен аспект, Така. него тоа беше од малце несовесни граѓани кои што таму беа како навивачи, така, присутни и малце со џиповите ми направија Проблем. Не е тоа проблем, значи куќето го реши тој проблем, а меѓутоа имаше 3 минути. Така, ама како и да е, сепак го освоивте првото место. Кажете ми, каде го тренирате вашето куќе овде кај нас? Па, моето куќе најповеќе е тренирано во Пробиштип, Така. тоест во Пробиштипските планини. Каде сме сега? Каде сме сега во моментот кога овде вршуваме интервју? Баш овде кај мое матично место каде што тоа е Така. најповеќе обучувано и тренирано. Тоа го имам испоменувано и за да биде куќево успешно, Така. мора многу да има тренинзи. Значи, без тренинг ништо. Без Те тренинг. викаме и ние сите ловци што чуваме загари, кога трае ловостојот, нели? Затвори го загарот и толку, не го пуштај повеќе. После кога ќе почне, пушти го на терен, па не сака да тера. Значи треба континуирано да се пушта. Тренинг преку целата година. Така. Ќе ги спомнам тука исто ловачкото друштво Пролов, Така. кој што е концесионер на нашите ловни територии, кој што секогаш са ни во сусрет на нас ловџиите и Ви дозволуваат да ги пуштат. значи голем придонес со нивната дозвола е за да едно куќе биде успешно. Така, зашто нели имаме забрана, обично не се пуштаат загарите, или има постојат одредени терени каде Одредени што терени, може да се има одредени тренираат терени каде што загарите, имаат одвоено за Тренинг центри, што ги викаме, тренинг да. Да не се пошто- вознемирува на секаде дивач. Да, пошто кај нас во Пробиштип голем дел од населението се занимава со ловство
Така. И Браво. ќе напоменам дека голем број од младите, многу има млади членови во ловното Тоа е за друштво. поздравување. И од секогаш Пробишти бил град кој што има добри и квалитетни куќи. Зборувам за лов. Така. Вие долги години чувате посавци, Да, така? јас активно чувам од 2007-2008. Какво е вашето искуство со нив? Па, Слушаат, не слушаат, моето искуство е тешки големо. се за тренинг, Не, тоа е раса која што е благодарна на својот газда така? и секогаш Е подчинет, така? да, кон и газот, секогаш е подчинет и е секогаш внимателно куче така. кое што можеш да работиш со него. Значи тоа има многу добра интелигенција. Не сакам да ги поценувам и другите раси на Така. кучиња, меѓутоа тоа е куче што јас како лично сум го одбрал. Раса што ми е Што ти лежи на што душата, ми лежи што на викаме. душава. Од каде потекнува посавскиот гонич? Ние знаеме, не, за оние гледачи кои не знаат, нели, да им кажеме нешто повеќе за оваа раса на кучиња. Па посавскиот гонич е хрватско куче. Така. Значи тоа мислам дека дотира уште од 1929 година првите податоци за Од Посавина. Посавина, некаде, да, хрватска Посавина. Потоа значи, мислам дека од 1959 година за прв пат е признаена во Хрватска како раса, Нивна раса. како нивна раса посавски гонич. Така. Тоа е куче исто така кое што Кои се обележијата на кучето нешто? па тоа сакав да го потенцирам, тоа е куче кој што нашите терени му одговараат, затоа што на пример кај нас овдека во Пробишти терените се скаловити. Така. Мислам дека и хрватските терени се блиску со нашите терени и мислам дека на посавскиот гонич Му одговара вакви терени. Да. Нешто да кажете за карактеристиките на оваа раса на кучиња, висина, боја таква црвена со бели дамки. Карактеристиките за посавскиот гонич, значи тоа висина на гребен, значи е дозволено да биде до кај мажико да биде до 50-55 сантиметри, идеална женка да биде на пример до 45 сантиметри. Тоа е жолто пченичасто со жолто пченичаста боја. жолто пченичаста боја со белини. Со белини, 30% белини во Каде телото. треба да бидат распоредени белини? Треба да му бидат распоредени по нозете, на шепите, на нозете, на шепите, врвот на нозете, опашката, така? на врвот на опашката, Лиса на челото. лиса на челото и Тоа е тоа. околу вратник, ние како што го викаме со пуна белогрлица. Така. Кажете ми, колку месеци носат кучињата од кои ќе се... Од кога ќе спарат? Да, од кои ќе се спарат. Па, една зрела возрастна Женка. значи таа има од парењето носи околу 62 до 63-4 дена. Дена, така да. А на колку прв пат може да остане Па скучна, да речеме? јас тоа го практикувам секогаш, значи после втората година, кога веќе ќе биде зрела. биде зрела. Така, значи Да. после 2 години станува зрела за... Кога е зрела за да може да оствори потомство. Така, видомле во вашиот дом чувате повеќе посавци. Нешто повеќе да кажете во врска со дали ги продавате, едноставно сакам да кажам, дали има заинтересирани ловци кои сакат да купат од вас, бидејќи вие одгледувате чисто крвни посавци. Па гледај, да, имам многу имам побарувачки за мали кутриња. Така. Заради тоа што каде што имам продадено секаде се задоволни се од моите потомци. Така, да. На мојата изложба. Така да, меѓутоа ја не сум некој што има голема одгледувачница, значи кај мене е чисто љубовта да кон посавецот, едноставно значи, бизнисот не го гледате. Бизнисот Тука, да. нема тука, мислам кај мене нема голем бизнис во тоа затоа што како се каже, од нив за нив. Од нив за нив, така. Битно е да учествувате, сакате да ги покажете
квалитетите на квалитетите на оние посавци кои вие ги одгледувате. што имам достигнато со нив. Значи еве и самите пехари го докажуваат тоа. Сум Да, учествувал кажавте многу. само дека во Грција имате учествувано, сега нешто повеќе на каде се уште, во кои земји Па имате имам учествувано? учествувано на многу такмичења, како што се во кинологија, така и на терени. Така. Имам освојувано и многу места. Во кои држави имате учествувано? Па Србија најповеќе, Србија, на нивните надпревари. на нивните, Така. надпревари Босна нешто? Македонија, Босна сега, тоа е са Црна Гора сега ќе има некои такмичења. Сега гледам дека ќе европското на утакмица на дива свиња ќе се одржува во Црна Гора. Со ќе посавци? со секакви Со секако раси. може значи да се Да. учествува така. најбитно да се Во Македонија такво нешто се организира или нема? такво Македонија е уште многу нешто? Е назад. назад во однос на другите соседни земји. Еве ние се трудиме да истуркаме нешто. Со тоа што го имаме освоено и европското шампионатот на една мала држава, Како што е нашата, како што е Македонија, им така. го освоивме првото место. Сега понатаму Има ли државата слух некогаш да ве помогне, ако ништо повеќе, бар во оние основни трошоци кои ги правите, кои се потребни за самото првенство? Помага ли некој? мора да ги споменам и голем поздрав до МКДЛК, Така. тоа е Македонскиот клуб за ловна кинологија, кој што се ни единствена подршка како друштво, кој што ни имат помогнато како финансиски, така и морално. Значи тоа се луѓе кои што се имат заангажирано во Македонија да се одржуваат квалификациони надпревари. Изложби се одржуваат? Изложби организираат? сега ќе се одржи изложба специјалка за ловни куќиња на 29 април, мислам дека е. Каде? Тоа ќе биде во Скопје. Така. Па еве, сите што можат и имаат можност, ги повикувам, што имаат чистокрвни ловачки куќиња, имаат можност да ги презентираат и да си ги оценат, своите куќиња, како изложбено. Така, дали ќе биде тоа меѓународна изложба или? Да, таа е специјализирана изложба за ловечки куќиња, се одржува секоја Од колку година. земји има пријавено куќиња? Не, тоа е изложба која Само во Македонија. во Македонија, меѓутоа мислам дека имаат право да учествуваат и други Така? Од други земји, од други така? земји, да. Да, дали знаете се има некој пријавено за сега или не сте во тек со? Па не сум уште во тек, али мислам дека се имаат пријавено доста ловни. Така, вие ќе учествувате на Да, секако. секако. На сите изложби кои на ловечки куќиња учествувате Па редовно? се трудам секогаш кога имам можност да учествувам, заради тоа што сакаме на еден начин да ги потикнеме граѓаните на Македонија, тоа се луѓето кои што се занимаваат со овој спорт, на пример, со ловство, Така. дека чистокрвните раси на куќиња да ги дигнеме малце на повисоко ниво така. и дека многу пати сум го кажал, ќе го кажем и сега. Што повеќе Чисто крвни што раси на загар имаме на теренот, така? што повеќе чистокрвни куќиња чуваме, Така. тоа повеќе ќе имаме успеси како во надпреварување, така на изложби и во многу други. Сега ќе ве прашам, пошто вие чувате чисто крвен загар, нели, посавец, вие сте предпоставено ловџија, така? Да. Па кажете го резултатот сега од чисто крвните загари. Па јас имам многу резултати. Така. Имам многу резултати и Како се понашаат овие загари на теренот? прво мора да кажам дека тоа се интелигентни куќиња. Така. Тоа се интелигентни куќиња, а самата интелигенција доаѓа од нивната чистокрвност. Значи, зато имам и голем успех во ловот. Така. Значи, Предпоставам тоа е куќа- дека имате уловено доста Многу. свињи, зајаци, така? Да. Бројката нема да ја кажеме, нека остане Не. тајна, вие си ја знаете. Кажавте дека долги години сте ловџија, па имате ли некоја ловечка случка, интересна, што би ја споделили со нашите гледачи? Имате ли уловено некој трофеј на капиталец на дива свиња ли, на
Па да, Дивепер. имав среќа оваа година да острелам капитален примерок на вепар. Така. Значи, мислам дека еден од поголемите вепари што е острелан во нашата држава. Килажата, ја знаете, ја Па меревте? не. А Знаеш како е завите, трофејот на завите, должината? Должината на завите се околу 22 см. 22. Солиден капиталец, да. Ги однесовте завите на проценка на трофеи? Не, ќе ги Не спремам, ќе ги учествувате, така? пошто Во сега Ловечка федерација? сега оваа година го имам острелано вепарот, Така. значи треба да се обработат, да се средат, Така. а секако ќе учествувам сега пошто имам и други трофеи кои што треба да ги оценам и Така. Каде ги носите на оценување? па сега има во Македонија друштво Во Ловечката федерација? Во Ловечката федерација кое што се занимава со оценување на трофеи. Така, И ние еден направиме голем- една и еден емисија голем- со Ловечката Да, и федерација. еден голем поздрав до нив, кој што И до председателот, Владко Алексовски, да Владко- поздравиме. Поздрав, голем Владко. поздрав до Владко Алексовски, човек кој што се многу се залага за ловството во Македонија и е активен на секое поле, и кај ловецот и во терените и голем поздрав и мислам дека со негова поддршка ќе има големи резултати и голем успех на македонското ловство. Така, човекот се залагаше и за промена на законот за ловство Да, и за да. оружје, за да, нели, колку толку да биде полесно добивањето на оружје. Значи, на оние ловци кои сакаат, нели, идни ловци кои сакаат да се стекнат со оружје, за полесно да го добијат тоа право. Да. А вака се чека со години се чека, имам примери, кои се Многу чека тешко, по 2 многу години тешко. за да добиеш одговор, Да. дали си можеш да набавиш оружје или не можеш. И па еве јас веќе подолго време имам добиено тоест одобрение кое Така. што не можам да си го подигнам од Скопје за да си набавам на пример А зошто да не можеш Карабин. да... процедурите во Македонија на жалост се такви на тоа ниво. Привршуваме на крајот со емисијата. Ке сакате ли некоја порака да упатите до сите оние кои одгледуваат кучиња, нели, ловечки кучиња, да им кажете да учествуваат на надпревари, да се охрабрат, нели, ако имаат таква желба, Па. да бидат поупорни. Па еве еден апел до сите мои колеги што чуваат и што се занимаваат со лов и ловство и што Така. учествуваат на превари, да продолжат и понатаму Да бидат упорни, да бидат упорни, за Така. да упорноста да им со- се исплати едноставно да ги... со упорноста се доаѓа до До остварување на резултата. својот сон. Така. Вие тоа се што надевавте некојаш дека ќе станете европски првак? Па право да ти кажам, не се надевав, меѓутоа не сумњав во квалитетите на моите кучиња. Така. Добро, ви посакувам уште многу успеси, да се пофалите не само на европско, туку и на светско првенство, каде и да се организира, па да се видиме повторно во некоја наредна емисија. Ви благодарам Благодарам. за вашето интервју уште еднашка, а вие, драги гледачи, останете со емисијата на Жива цел, да не следите и понатака со некои други теми. Поздрав!